Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен балканската турнеја ја започна од Македонија. Ја најави европската помош за нашата земја за справување со енергетската криза. Но предвидените средства владата ќе ги почека до јануари месец, кога ќе бидат и одобрени. Премиерот Ковачевски во долгиот говор на пресконференцијата најави дека по 4-годишна бугарска блокада конечно е подпишан договорот со Фронтекс на македонски јазик, кој за премиерот е круна на заложбите за зачувување на нашиот јазик. Настанот во владата го следеше Тамара Грнчаровска. Ја вклучуваме во овие вести. Тамара, ова е првиот документ во Европската унија подпишан на македонски јазик. Токму така, Лиса, и она што го кажа и премиерот Ковачевски, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен беше дека документот е подпишан на македонски јазик, без фусноти, без звездички, без било какви додавки, туку на чист македонски јазик. Она што го додаде на ова македонскиот премиер беше дека ова е голем ден за Македонија и за македонскиот народ, на кој дури и Блаже Коневски би бил горд она што е постигнато. Од страна на фон дер Лајен пак беше кажано дека очекува наскоро македонскиот јазик да стане еден од официјалните јазици во Европската унија, заедно со другите 24, дека нетрпливо го чека тоа да се случи. Предлагам да ја слушнеме нивијата изјава околу потпишувањето на документот за соработка со Фронтекс. Овој договор го потпишавме на македонски јазик, нема какви било додавки, нема никакви звездички. Тоа е првиот договор кој Северна Македонија го потпишува со Европската унија, на кој стои чист македонски јазик заедно со сите други јазици во Европската унија. Тоа е ветувањето кое јас го дадов и тоа е ветувањето кое го исполнив. Со овој договор ќе можеме заеднички да се справуваме со нелегалната миграција и заеднички да одговориме на предизвиците. Но овој пат тоа ќе го правиме од нашата територија заедно со силите на Фронтекс. Ви видевте дека ќе го подпишеме договорот со Фронтекс, преведен на македонски јазик. Без фусноти, без звездички, на еднакво рамниште со сите 24 јазици на Европската унија. И денес испорачуваме резултати. Испорачуваме и, како што кажав, има 24 службени јазици во Европската унија. И убедена сум дека нема да ни треба многу време кога ќе го имаме и 25-тиот, затоа што македонскиот јазик е навистина прекрасен јазик. Тамара, во извештајот на Европската комисија за земјава и во документот за пакетот за проширување беше спомната и блокадата во собранието од опозицијата, како и обврската што ја имаме за уставните измени. Дали на тет-а-тет средбата Ковачевски и фон дер Лајен разговарале на оваа тема? Дали са тоа го потврди фон дер Лајен, кажувајќи дека разговарале за тоа, но таа конкретно не кажа што и на кој начин владата ќе ја надмине блокадата околу уставните измени или каква е незината порака до опозицијата која бара гаранција од Европската унија за македонскиот идентитет за да даде зелено светло за уставните измени. Она само кажа дека е сигурна дека ќе се создаде мнозинство за уставни измени. Премиерот Ковачевски пак од своја страна ја повика опозицијата да се обединат заедно во собранието, бидејќи следуваат уставни измени, кажа дека не сака во следниот извештај на Европската комисија да стои дека собранието е нефункционално и блокирано. Тој исто рече дека во преговорите сака да учествува со Европската унија, сака да учествуваат сите, поточно тие да бидат државни преговори со Европската унија. Предлагам да ги слушнеме нивните изјави и за оваа тема. Сигурна сум дека луѓето од Северна Македонија ќе постигнат мнозинство и ќе гласаат позитивно за уставните измени. Постигнавте многу, минавте низ многу, бевте навистина успешни во напредувањето и сигурна сум дека тука во земјата Северна Македонија ќе најдете убедливи аргументи и за сите да сватат дека сите се одговорни за учествување и за придонес кон тоа земјата да се движи напред. Ја повикувам опозицијата во собранието да се обединиме заради иднината на оваа држава. Тоа се однесува на преговорите со Европската унија, но и на уставните измени кои не очекуваат веднаш штом завршиме со процесот на скринингот. За жал,
се однесува и на сегашното однесување на опозицијата. Ние не смееме повеќе да си дозволиме извештај на Европската комисија да нотира дека опозиција блокира европски реформи во собранието. Не смееме повеќе да си дозволиме позицијата да работи забрзано кон Европската Унија, а опозицијата да биде сидро на деструкција и спротивен правец. Опозицијата им должи на граѓаните да ги одблокира и да ги сработи заедно со нас реформите кои ќе ни ги забрзаат преговорите со Европската Унија за побрзо да станеме полноправна членка. Така, Тамара, но она што беше најавено како цел на посетата беше паричната помош која ќе ја добиеме за справување со енергетската и економската криза. Колку тежи овој пакет, што кажа еврокомесарката? Конечно се откри тежината на пакетот од 500 милиони евра за целиот регион. Во Македонија дополнително ќе стигнат 80 милиони евра како директна буџетска помош, кој ќе биде донесен одлуката до декември, а ќе може Македонија да ги повлече во јануари, кој ќе влезат во новиот буџет за 2023 на Македонија, ќе може да се користи, како што кажа премиерот Ковачевски, во најтешките месеци февруари и март. Инаку 250 милиони за регионот се наменети за енергетско поврзување, за фотоволтаици, за гасни конектори, за ветерници, но немаше конкретно во кој дел тука Македонија би можела, барем не се кажа на оваа пресконференција, а не беше кажано ни овие 80 милиони конкретно како ќе се користат, освен дека ќе влезат во буџетот за надминување на енергетската криза. Инаку пакетот, и како што беше предвидено, би требало да тежи околу 1 милиарда. За сега се откри само сумата на вкупна за регионот и 80 милиони евра за Македонија. Фон дер Лајен ќе ги открива сумите за другите земји каде што ќе патува овие денови. Утре заминува за Приштина, потоа Тирана, Сараево, Белград, Подгорица. Инаку морам да кажам дека таа денеска ја пофали Македонија за напредокот кој го направила во демократските процеси, во реформите во судството, но рече дека така Македонија мора да продолжи се до полноправното членство во Европската Унија.